Во неделата во Скопје Вероцентар се одржа еден убав хуманитарен настан под слоганот Вино и чоколадо во организација на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот во Штип, Средното гостителско училиште Лазар Танев и хуманитарната организација Ангелчиња. А што се случуваше и што се има можност посетителите да видат на овој настан, утринава ќе дознаеме преку разговорот со Снежана Ангеловска, основач и почесен председател на хуманитарната организација Ангелчиња и пастри шеф, инаку дама која е уште позната како чоколадна кралица затоа што е многу умешна во изработувањето на чоколадни скулптури. Добро утро, Жане. Добро утро и добре дојдовте во мојот дом. Пред се честитки за успешно реализираниот настан и ајде сега да слушнеме какви се впечатоците, дали сте задоволни, имаше ли посетеност и што се случуваше вчера? Пред се и јас би сакала да се заблагодарам на другите организатори каде што ние помогнавме. Идејата се роди пред 2 недели во Средното гостителско училиште Лазар Танев од Универзитетот во Штип, а ние како хуманитарна организација дадовме само некои идеи, кажавме дека ќе учествуваме, ќе донираме за побрзо оздравување на нашиот леа. Значи, ја нарекаме манифестација на вино и чоколадо, затоа што винариите ни се приклучија во целата оваа акција, имаше медари и секако и повеќе скопски сладкарници. Имаше доста големо присуство. Многу ми е драго што на наша покана Сдруженијата за деца со посебни потреби зема масовно учество и ние збогатија програмата за време на целиот настан. А секако она што не ми е непознато и што јас со сигурност го знам дека македонскиот народ никогаш не каска во областа на хуманоста. Многу хумани граѓани кои ги купуваат чоколадните скулптури, меѓутоа и оние кои само поминува и донираа во кутиите за леа. Колку пари успеавте да соберете на настанот Вино и чоколада? Пред да кажам, сум премногу задоволна затоа што манифестацијата траеше 3 часа и собрани се 57.000 денари, кои се само капка во морето на потреби за Лео да застане на нозе и да продолжи нормално да живее. Вчера беше присутна на наша покана неговата тетка, која повикавме да ги земе донираните средства и на која ја ветивме дека за било која акција понатаму што ќе се организира за Лео, слободно може да ни се јави, да ни сконтактира и дека секогаш ќе бидеме тука присутни за семејството. Присутните посетители има можност не само да уживаат во една несекојдневна гледка на прекрасни изработки на чоколадни скулптури во разни форми, туку и оние што беа хумани има можност да купат, да донират и да вкусат од овие убави чоколадни изработки. Верувам дека имаше многу сјај во очите и насмевки на лицата на оние што ги купуваа и што ги пробуваа. Да, имаше насмевка во очите на тие што ги купуваа, меѓутоа имаше сјај и насмевка на мојата душа. Беше употребено некаде околу 40 кг чоколадо, изработено во разни фигури. Тоа е мојата пасија, мојата љубов и секако дека ужива во еднонеделната подготовка за манифестација. Да, имаше многу прашања, изненадени погледи по ова дали се јаде, по ова дали е вистинско. И нормално за нешто што е како нова дисциплина во Македонија, заинтересираност имаше, видивме дека повторно ќе се појавиме на организација на нашите соработници од Вероцентарот, затоа што секогаш е тука да ни остапат простор за Великден, заедно со Сдруженијето со Звездија.
Јас уште еднаш изразувам искрени честитки и почит за сите овие хуманитарни активности. Екипата на телевизија Алфа ќе биде повторно тука и за настанот што го подготвувате во пресред на велигденските празници. Јас ви благодарам што дојдовте, меѓутоа еве ве поканувам дојдете еден ден заедно да направиме некои чоколадни скулптури кои ќе ги подготвиме за Великден. Секако би сакала да има уште многу такви акции каде што ќе се донираат средства за онаму каде што е потребно и уште еднаш јавна благодарност до сите организатори. Значи, не се тука само членовите на хуманитарната организација, сплотени сме сите. Јавна благодарност до сите организатори, јавна благодарност до сите посетители и сите оние што донираат за лево.